Еве сега ќе проследите уште една нова епизода од подкастот на Маго, кој што се труди да актуелните проблеми и теми поврзани со женското здравје ги објасни на едноставен начин и за општата популација, значи за сите наши граѓанки, и меѓутоа и да даде најнови медицински сознанија кои што ќе бидат од корист и на лекарите, значи кои што се занимаваат со гинекологија и акушерство, меѓутоа и генерално со сите оние кои работат со здравјето на жената. Денешната тема е фактички влијањето на дебелината врз сексуалното и репродуктивното здравје на жената, и наши денешни специјални гости се професор доктор Ана Данева Маркова, раководител на оделот за патолошка бременост, кој што се соочува со многу фактори ризик поврзани со бременоста и дебелината, и магистер Татјана Павлова, магистер по нутриционизам, која што ќе даде свој аспект на приказната, како, зошто, што е дебелината и како да се справиме, односно каква исхрана треба да се има во различните животни периоди на жената. Па би започнале прво со вас. Што е тоа? Прекумерна дебелина, обезитет и така натаму. Дебелината доскоро сме ја сметале можеби само како естетски проблем или само како некоја состојба, меѓутоа науката се повеќе го дава незиното значење колку може да биде дебелината из живото загрозувачка. Па би кажала дека некоја општа дефиниција за дебелината е прекумерно натрупување на масти во телото, добиени преку внесување на вишок храна. Значи, балансот помеѓу внесена и потрошена храна тука не е во соодветен однос, па доаѓа до акумулација и натрупување на масти. Најчесто настанува преку прејадување или немање самоконтрола, лоши навики во исхраната, немање доволно физичка активност и така натаму. Тоа што сите знаеме, и впрочем можда еве и јас сум во некоја категорија на тие со прекумерна тежина во моментов. Меѓутоа, дали тоа има поврзаности генетски, дали има можеби други импликации кои што постојат, или се должи пред се на овие фактори на околината, да кажам, на навиките? И генетиката игра улога. Денес велиме доколку двајцата родители се соочуваат со прекумерна телесна тежина, детето има 80% можност да развие дебелина уште во најраната возраст. И велиме дебелината стекната во детството се пренесува во адолесцентниот период и доколку не се контролира, за жал ние ја влечеме долго во текот на животот и навистина ни представува подлога или ризик фактор за појава на одредени заболувања. Меѓутоа, како би ја поделиле ние по категории, дебелината велиме здебеленост или покачена телесна тежина и обезност. Значи, што е разликата меѓу нив? Доколку имаме натрупано масти повеќе од 20 до 25%, тогаш велиме дека се соочуваме со дебелина. Но доколку натрупувањето на масти е над 30%, веќе тука станува збор за обезност, и за жал обезноста ја делиме и на три категории. Имаме од прв степен, од втор степен и од трет степен обезност, и обезноста е нешто што првично би апелирала дека не смееме да си го дозволиме. Категоризацијата на обезност оди нели преку body mass индексот генерално, на тие вредности кои што се доделуваат до 25, па после до 30 и над 30 како категорија обезност. Меѓутоа сем обезност, сем body mass индексот, други параметри како поврзаност, да кажеме, со дебелината имаме што? Дефинитивно, значи нутритивниот преглед или нутритивната проценка игра многу голема улога. Не секогаш велам дека бројките на вагата се единствениот параметар. Тука имаме и многу други параметри, како што е висцералните масти или денеска се поистакнатата стомачна дебелина или стомачна гојазност. Тука би го зела процентот на и односот на мускулна маса и скелет, значи нас не треба соодветна мускулна маса за да може правилно да ни ги држи коските, процентот на вода во телото, како ни работат одредени органи, како нашите хормони се лачат и така натаму. Сега зошто ја спомнавме и ја одвоивме некако висцералната гојазност или стомачна гојазност, бидејќи тоа отприлика не е нешто што можеме ние со голо око толку да го видиме. Значи тоа станува збор кога нашите органи веќе се натрупани со одредени масти. Тие масти за жал значи навлегуваат длабоко во клетките и едноставно самиот орган по себе велиме просто би кажале не може да диша. И од тука, значи, се зголемува степенот на масти, кога самиот орган не може да работи како што треба, автоматски, значи, тука имаме појава на ризик
од заболување. И најчесто тука се оние 4 незаразни заболувања кои што Светската здравствена организација ни ги посочува. Тоа се дијабетот, кардиоваскуларните заболувања, одредени видови на канцер и респираторните заболувања. И за тоа има сега и поново име, нели, метаболен синдром. Метаболен синдром, така. Еден цел моментум кој што се врти всушност околу зголемената телесна тежина. Ајде да се преферираме малце на професорката Данева, на како вие како експерт во областа на перинатологијата, а и зборуваме за се поголема бројка на граѓани, односно на жени кои што се со прекомерна телесна тежина, какви тоа прави импликации, да кажеме, за бременоста и кои све ризици ги носи доколку таква пациентка остане бремена? Благодарам на прашањето и на тоа што отворивте една многу важна тема, која што го засега здравјето на жената. Јас малку ќе се вратам и во некои податоци кои што во светски размери сме соочени денеска за оваа болест, односно за овој начин на живот кој што представува една хронична прогресивна болест, која што зависи од повеќе фактори и кое што предизвикува денеска само за 30 години 2 пати или двојно зголемена популација која што е погодена со ваквото заболување. Ние во акушерството можеби за прв пат приоѓаме кон пациентките водејќи сметка за здравјето на жената, како и многу други, со прашањето за тоа колку вие во текот на бременоста, или ја советуваме пациентката колку во текот на бременоста треба да додаде, водејќи сметка од самиот почеток на бременоста за тоа колку е важно да се одржи идеална телесна тежина или колку носи ризик зголемената телесна тежина, особено пред концепцијски, односно пред забременувањето, за сето она кое што следи во бременоста. Вашето прашање беше дали имаме ние податоци, кои се ризиците, што се случува на тема перинатологија и обезност. Ако во самиот период ја советуваме пациентката, иако од многу одамна веќе постојат протоколи, затоа што еве една Англија смета дека некаде 40%, дури 40% од сите трудници стартуваат во бременоста со веќе покачена телесна тежина. Можеби не се во категоријата на прв, втори или трет степен, body mass index на 30, на 35, можеби се од некој 27 до 29 body mass index, но сето тоа носи ризик и токму поради тоа самиот прв преглед нуди во протоколот да и се земе податокот на пациентката за бременост, за тежината која што ја веќе има пред бременоста. Искрено во нашата држава сметам дека сме во некој стабилен тренд, ако може така благо да се изразам, затоа што немаме многу и прецизна некоја статистика на темата, но имаме статистика за тоа што секоја трудница во историјата при породување и се впишува и телесна тежина и телесна висина и на тој начин лесно го одредуваме body mass индексот и ретроспективно гледано кај пациентките сработени се неколку студии ретроспективни објавени кои што укажуваат дека таа зголемена телесна тежина носи ризик и во текот на бременоста и е ризик за појава на одредени болести и носи компликации во породување и после породување. Кои точно се, да кажеме, најпотенцијалните, најсериозните ризици од бремена пациентка која, значи, веќе почнала со обезитет, да кажеме, со прекомерна телесна тежина? Прво на кое што помислуваме е гестацијската хипертензија или зголемениот крвен притисок кој што најчесто се појавува во вториот триместар или некаде од 5-тиот месец на бременоста, најрано. Понатаму гестацијскиот дијабет, односно инсулинската резистенција како еден прв маркер кој што задолжително во скрининг нашата програма е задолжителен кај секоја трудница. Понатаму плод кој што бил поголем за гестацијската недела или генерално тие пациентки раѓаат крупни плодови како резултат на таквата инсулинска резистенција, а сето тоа носи ризици во текот на самото породување, компликации од типот на рамена дистокија, подолги породувања, отежнати, комплицирани породувања, одредени повреди на тие бебиња во текот на спонтано вагинално породување. И ако одам понатаму после породување инфекции, затоа што кај обезната пациентка многу
бавно зарастува раната или носи ризик од многу почести инфекции, па и покасните постпартални компликации и рани како крварење се многу почести кај овие пациентки, особено земајќи го во предвид дека царскиот рез како акушерска интервенција многу потешко се изведува кај овие пациентки за разлика од останатите. Значи да резимираме всушност овие пациентки кои што имаат прекомерна телесна тежина, значи кои што се во тоа со повисок body mass index генерално би требало или да ослабат, да кажеме, да намалат својата телесна тежина пред да останат бремени, или пак треба да многу внимаваат во однос на тоа кога ќе останат бремени да уште повеќе не ја зголемат својата телесна тежина, затоа што нормално во тек на бременоста доаѓа и до накачување на телесната тежина. Апсолутно сте во право и апсолутно новите трендови или новите совети согласно науката се дека секоја она кое што веќе во текот на, ако не се била советувана пред забременување, кое што веќе стартува со зголемена телесна тежина, дури советот е и да намали во првите 3 месеци за да може да има соодветна понатаму регулирање или соодветен начин на исхрана до крај на бременоста, земајќи го предвид фактот што се може да и се случи со стартната телесна тежина, но при тоа многу е важен планираното водење на бременоста од аспект на земање на суплементи. Значи секако тоа нема да значи гладување. Ајде да прашаме Тања, например, доколку вие имате пациентка или јас било кој што планира да оствари, значи концепција, сака да остане бремена, кој би бил идеалниот начин да таја, да кажеме, ја намали својата телесна тежина, меѓутоа да не го поремети својот, да кажам, баланс во организмот, како што рековте преска, ни хормонски, ни нутритивен? Значи, доколку пациентката има веќе зголемена телесна тежина, мораме прво да се осигураме од фактот дека хормоните правилно работат, дека она нема создадено некој хормонски дисбаланс. Меѓутоа, јас би кажала дека треба да се внимава уште кога се планира бременоста, уште пред зачнувањето. И тука веќе да се внесат оние поздрави навики, одредена храна која што ја доведува нели до појава на дебелина да се отстрани, а да се замени со одредени намирници, па дури тука и би препорачале некои намирници кои што би создале убава подлога за да настапи зачнувањето. Например, по ваше, ако таа е со body mass index над 30, значи тоа е веќе обезност, колку би требало време оптимално да помине за да таа дојде во некои граници да има нормална, колку месеци претходно би требало таа да планира? Без 3 месеци ние не можеме да очекуваме ниту минимален резултат. Значи би требало минимум 6 месеци пред бременоста? Точно, дефинитивно, значи кога станува збор за обезност, од прилика 6 месеци, па некогаш се случува и година, бидејќи тоа масно ткиво не дошло преку ноќ и едноставно треба да се види самиот состав на масното ткиво. И ние имаме и патолошко, ние имаме и подкожно масно ткиво, значи тоа патолошко масно ткиво што го велиме или кафеаво, многу потешко се отстранува. И за тоа треба подолг временски период каде што нутритивно ние би ги поддржале, но и да се променат одредени навики како што се физичката активност и да не ја заборавиме хидратацијата. Водата игра многу голема улога во сите метаболитички процеси, а особено во текот на намалувањето на килограмите, бидејќи едноставно некогаш, како велам, посегнуваме по храна мислејќи дека сме гладни, а ние всушност сме жедни. И тука би напоменала и за пациентки со кои што се соочуваат и пред бременоста со инсулинска резистенција, никогаш хидратацијата дека не треба да ја остават, бидејќи шеќерот знае да се покачи и кога сме жедни. Да, знаете зашто ве прашам? Многу често, например, во мојата област пациентките сакаат да останат бремени, се трудат со сите методи да останат бремени, а советот прв што им го давам јас и што треба да им се даде е прво да ја регулираат својата телесна тежина, пошто тоа ќе го споменеме понатака и со професорката, има влијание и врз овулацијата и врз самата способност да остане она бремена, меѓутоа и да остане бремена, ризиците со таа тежина прекумерна која што ги има, се како што рече Ана многу поголеми. Значи, каква промена, да кажеме, во исхраната конкретно, еве ако почнеме 6 месеци година пред планираната бременост, какви промени треба да направи таа пациентка? Прво да има редовни 3 оброци. Јас гарантирам дека секогаш се прескокнува појадокот. Моето искуство и работата со клиенти ме наведува тоа да го заклучам дека првично нешто што правиме е ние
го прескокнуваме појадокот. Второ, или прегладнуваме и наеднаш се прејадуваме, му даваме голема информација, односно голема задача на организмот наеднаш да преработи огромна количина на храна, што едноставно природно не е способен. Па заради тоа доаѓа и до складирање во масно ткиво. После тоа, значи, откако ќе имаме 3 оброци, тие 3 оброци треба да бидат избалансирани. Да знаеме што се консумира за појадок, што за ручек, што за вечер. Нашето тело е хормонски зависно. И поради тоа велам, некогаш треба да се свртиме кон онаа храна која што ќе ни ги нахрани нашите хормони. Да знаеме во текот на денот како хормоните се лачат, односно да си го запознаеме нашето тело. Ако наутро ни е кортизолот со полна јачина, тогаш може да преработи повеќе хранливи материи. Затоа велиме некогаш појадокот и дека треба да биде појак. Меѓутоа како одминува денот, ние се помалку, ние треба да ја намалуваме храната, а не во вечерните часови да консумираме храна која што нас ќе ни го буди телото. Односно да консумираме и јаглени хидрати, кои што доаѓаат најчесто од рафинирани житарки, да консумираме и масти, да консумираме и протеини. Не, навечер нашето тело треба да се спреми за спиење, односно да создаде подлога за правилно лачење на мелатонин. Значи, да. Ти ќе не одведеш пак на она старата изрека, до ручекот јади го сам, ручеј со пријателот, а вечерата, пошто ама 3 оброци, значи сепак мора да има некоја вечера, ама таа во најголем дел да биде веројатно избалансирана, затоа што може организмот да избалансирана и кратка. Значи, сето ова го велам затоа што за да се потрошат оние вишок на масти, телото најдобро може да ги isprocesira со кратки и мали оброци. Големите оброци дефинитивно го збунуваат нашиот организам и не може да се избори со онаа телесна маса која што... Пред тоа веројатно професорке треба да се избориме и да оние веќе медицински докази кои што постојат за одредени нутритиенти и витамини кои што би требало исто така да се внимава да не недостасуваат со оваа исхрана, кои би биле тие, да кажеме, кои што, да кажам, еве се препорачуваат по медицинските организации? Дефинитивно има интернационални организации кои што имаат утврдени суплементи со одредена концентрација кои што се дозволени и во бременост и кај адолесценти, но не можам да не се вратам на тоа. Апсолутно се согласувам дека треба да бидат балансирани оброците, но во нашата реалност, за жал, во нашата традиционално живење, во нашата држава, за жал, барем адолесцентите се обкружени со места каде што тоа што го купуваат за доручек, најчесто го купуваат, може да го купат или уште повеќе го купуваат за ручек, за вечера, а некогаш и за после полноќ. Така што сметам дека изборот на оброк, тој калориски внес точно во однос на тоа што треба да биде е апсолутно важен и сметам дека многу повеќе треба и ние како професионални организации, ние можеби најмалку како гинеколози, ендокринолози, диабетолози, многу повеќе да работат, а секако и општеството, за да може да ги ограничи на еден начин или да ја поттикне јавната свест за тоа кога треба да се јаде тие јаглехидрати. Сега тука мислам на круасаните, на сето она кое што нашите бурек си ми погача. Баш така. Нашите адолесценти го конзумираат, па можеби и најчесто после 8 часот или за вечера или па за некој ран поедок. Мислам дека тоа е особено важно. Од друга страна, сето она како суплементи кои што се нуди на пазарот исто така е збунувачки во последниот период. Таа самоизолација пост-ковид или во тек на ковид нас не натера да размислиме и ние одлични имавме настани на тема суплементи и во бременост и за подобро здравје. И тука навлеговме малку подлабоко во однос на тоа колку е важен тој баланс на сите тие микронутритиенти кои што ние за жал денеска со индустриализацијата, со внесот на секаква храна која што ја консумираме од пазарот, не можеме најверојатно да ги надополниме. Најмалку можеме да надополниме она кое што е можеби најважно, оние омега 3, омега 6, кои што киселини кои што ги има само во одреден тип на храна или кои што недоволно можеме да ги внесеме заради финансиските бариери, голем дел од нас. Така што сметам дека поттикнувањето на веќе во поглед на тоа на општеството да се јаде помалку сладка храна, подигнување на цените на сите тие производи, ограничување на тоа јадење измеѓу оброци како една јавна пропаганда и можеби најважно она со кое што почнав,
дека јаглихидратите не треба да се јадат после 12 часот и што повеќе да се работи на тоа да има места кај што ќе се купи таа здрава храна и да биде нормално подостапна, да не биде 2 пати поскапо да се купи кило зеленчук и кило овошје од еден бургер, а сметам дека се уште во нашата држава има простор за тоа. Не сме како некои други држави во кои што е се уште наевтино да се купи еден бургер и затоа можеби младите јадат и најмногу таква храна. Мислам дека многу полесно е да се работи на таа свест, а во исто време да укажеме и на сите ризици кои што ги имаат особено младите. Да. Ке позбориме и тоа. Конкретно за временоста се согласувате, треба дали да се зема фолна киселина, јод, и тоа јодот е присутен во нашата сол во која што е јодирана, имаме Витамин железо Д. и витамин Д. Е и Д, како што се исто така позитивни ефекти има дури на развојот на некои заболувања во тек на бременоста. Апсолутно, овие суплементи, особено 3 месеци пред концепцијски, се многу важни. Безброј податоци постои во литературата и околу фолатите, и околу инсуфициенцијата на витамин Д, јодот или сите оние пореметувања кои што и денеска ги гледаме кај нашите и млади и постари пациентки, дека се важни и во процесот на забременување и во одржувањето на бременоста, и затоа ако порано во минатото сите бевме резервирани, еве во времето кога јас бев со првата бременост, ниту имаше на пазарот, ниту имаше во литература многу податоци за тоа колку значат витамините или суплементите. Денеска веќе има доста студии, иако не е многу долг период, речем околу 18-20 години, во кои што се потврдуваат сите тие дефицити какво влијание имаат понатаму на развојот на плодот. И не само на развојот на довршување на бременоста, туку и понатаму се оставаат секвели кон новороденото да развие одредени болести токму поради дефицитот на овие микронутриенти, особено во невролошкиот, кој што е најважен развој, и во развојот на интелигенцијата со текот на време. Сега, Татјана, ние збориме за суплементи и за внес на микронутриенти. Дали по нашево поднебе и во нашиве продукти што ги имаме тука, што би било најдобро можда да во предконцепцијскиот, пред бременоста, на каков тип на храна да се префрли за да се задоволат сите овие потреби за фолна киселина, за железо, за витамини? Фолната киселина најчесто ја имаме во лиснатиот зеленчук. Тука би го спомнала цвеклото исто така, дека е богато со доста фолати. Неизбежно е да ја споменам рибата. Ние сме нација која што многу слабо јаде риба. А сепак имаме некои достапни форми. Можеби не може секој да се овозможи од поскапите видови, меѓутоа осличот на сите ни е достапен. Прво е лесно дигестибилен, второ содржи доста протеини, да не заборавиме да го спомнеме и протеинскиот статус колку е важен во овој период. И пред зачнувањето и по зачнувањето. Значи преку рибата ние ги консумираме и омега-3 масните киселини. Ајде да не е само рибата, тука би ги спомнала семињата. Денеска оние мали мокни семиња што ги велам се навистина богати со убави масни киселини, од кои линоленската, омега-3, омега-6, омега-9. Значи маслото од сончоглед, ладно цедено, еве би му дала предност, бидејќи и витаминот Е од тука го црпиме, маслото од ленено семе и така натаму. Значи има формулации, не секогаш мора да е нешто најскапо, поради тоа тука ја гледам веќе и потребата од нутриционист, не само за приватни консултации, тука потребата од нутриционист е веќе зголемена и во здравствените установи, и во градинките, и во училиштата, каде што првично се стекнуваат здравите навики. Па тоа и беше една од тенденциите, се не знам докаде е дојдено, да има во вакви јавноздравствени установи со поголем обрт на пациенти, да има и нутриционист кој што правилно ќе определи исхраната, да кажеме и други типови на пациенти, оперирани и предоперации, каков тип на исхрана треба да имаат, меѓутоа тоа е веќе на ниво на што би било кога би било, кај нас за жал се уште немаме такви типови на луѓе, барем во нашите институции од гинекологија и акушерство. Меѓутоа, што на пример еве ако пациентката не успее или не планирано остане бремена, а е со многу големена тежина? Тука прво сето она што е потребно како суплемент, односно како додаток, ние нутриционистите можеме само да го појачаме како храна. Меѓутоа би се вратила на првично што всушност дебелината представува за едно тело. Бидејќи веќе ја дефинираме како болест, јас можам да кажам дека
едноставно кога се соочуваме со дебелина, се соочуваме со инфламација. И како ние треба да делуваме против воспалително или против инфламаторно. И тука е толку веќе познатата и што барем во сферата на нутриционистите се повеќе ја истакнуваме антиинфламаторната исхрана. Антиинфламаторната исхрана е она исхрана каде што прво гледаме да ги смениме навиките во исхраната. Поради тоа тука контактот нутриционист и клиент е многу битен, затоа што на нутритивниот преглед се проценува кои се тие лоши навики. Дали премногу леп консумира, дали јаде леп со секој оброк, во која количина тој леп се консумира, каква е формулацијата на лебот. После тоа каков вид на масти, дали се од природно или се трансмасти од високо преработена храна, колку е зеленчукот и овошјето, колку се застапени. Ние сме навистина се уште нација која што малку консумира овошје и зеленчук. Па поради тоа тука би дала акцент на диеталните влакна, кои што најчесто се наоѓаат во целозрнестите житарки. Диеталните влакна општо ги велам дека се потребни, особено па и кога се соочуваме со дебелина и гојазност, заради тоа што едноставно тие ги чистат нашите крвни садови. Тие се погодни и за диабетичари, тие се погодни за популација која што се соочува со холестерол. А каде ги имаме, како што реков, целозрнестите житарки, во изобилие ги имаме во зеленчукот, меѓутоа во млечните производи и во месото ние ги немаме. Поради тоа тука го гледам балансот како треба се направи, да се даде акцент на храна богата со диетални влакна, споредено со протеинската исхрана. Водата повторно ќе се навратам, значи за да се растворат тие диетални влакна и за да се извршат својата должност, значи потребно е многу хидратација. Бидејќи нашата слободна вода не е пожелно телото да ја користи за растварање на хранливите материи, ние вода од надвор треба да внесеме, за да му потпомогнеме на телото. После тоа би дала акцент на оние протеини кои што се од попосно месо, би кажал. Значи, месото со кожа ние мораме да го отстраниме. Или барем да го намалиме неговиот внес. Би споменала за, како што спомнавте, пациентки кои што не најдено останале бремени, а уште повеќе доколку се соочуваат со гестацијски диабет, дека и мастите мора да ги контролираат во текот на бременоста, колку, од каде, од кој извор ги зимаат. Заради тоа тука ги спомнав, семињата може да се вметнат, ладно цедените масла и попосното месо кое што можеме да го преработиме на оној начин што повеќе ќе го динстаме, да му дозволиме на месото самото да си пушти масти и едноставно да ги искористи за сопствена преработка. Тоа би било најидеалниот избор. После тоа, значи тука месото би го спомнала и за да не дојде до состојба на анемија. Многу често, значи, бременоста е природна состојба каде што недостасува железо, каде што се соочуваме со анемија. И поради тоа ние нутритивно тука многу треба да влијаеме. Би го спомнала витаминот С покрај фолната киселина, значи за убаво да се врза тоа железо, нас ни се потребни и намирници кои што содржат многу С витамини. Да, ние всушност балансот малце во кај бремената пациентка, да кажеме, и со нормална телесна тежина, оди дека има поголема потреба од одредени, да кажеме, нутритиенти и поголема потреба па и од можеби калориски внес за да се овозможи нормален раст и развој на плодот. Секако имаме физиолошки промени и поголем ударен волумен и таа физиолошка анемија заради тие причини. Меѓутоа, еден начин се суплементите, другиот начин е исхраната. Што би требало? Би требало сепак на крај јаглехидратите да се намалат туку која е таа бремена, обезна пациентка? Тука да биде најголемата рестрикција? Би требало да се ограничат и да се смени нивната формулација. Затоа реков од целозрнести житарки богати со диетални влакна. Најчесто тука препорачувам да се готви дома храна, да не се зима храна од надвор, бидејќи колку и да е домашно готвената храна, знаеме ние како што све сме додале, што све сме ставиле и тука сме веќе сигурни дека навистина она што го консумираме нас ке ни го даде онај што го очекувам.
После тоа би ги спомнала и течната храна. Јас не знам колку течната храна е. Најчесто кога се соочуваме со овие состојби, пациентките се на сува храна, непреработена. Заради тоа би ја спомнала и течната храна. Тука мора да биде внесено типот на чорби. Ние секој ќе се согласи професорката, препорачуваме и внес на диетални влакна и на течна храна заради таа успорена перисталтика што имаат пациентките во тек на бременоста. Така да сето тоа нив ќе им одговара, значи треба пак во консултација некаков баланс да се направи, да не му наштетиме на плодот, значи може и со суплементи и со јадење на здрава храна, меѓутоа од друга страна да не се наштети и во растот и развојот на плодот, иако еве спомена професорката, дури е добро да има некаква редукција во телесната тежина, барем на почетокот во првиот триместар, која што би на некој начин би направила некој баланс за подоцнежната тежина која што секако ќе дојде заради самата тежина на плодот, плодовата вода, постелката и останатите параметри. Сега да ги оставиме малце бремените жени на страна, пошто ова е јавно здравствен проблем од пошироко значење. Преска ги споменавте адолесцентите и вие споменавте дека навиките во семејството и генетиката што ја носат младите всушност ги определува и тоа се пренесува како проблем понатака во животот. Тоа придонесува кај адолесцентите веројатно и за малце нарушување и во менструалниот циклус, некогаш и до појава на релативно честиот синдром на полицистични овариуми. Па каква е тука улогата и поврзаноста меѓу обезноста и овие настани? Дефинитивно е голема поврзаноста. Од друга страна, децата и адолесцентите или на возраст од 5 до 19 години, исто како и за возрастната популација, се бележи тренд на зголемување на обезноста во последните 30 години, исто така дуплирана. Интересен е фактот дека тоа не се случува само во развиените земји, каде што имаме нели тоа што веќе спомнавме, и индустриализација и поголем избор на исхрана. Тоа се случува и во неразвиените земји, токму поради фактот што несоодветната исхрана која што се користи особено во раното детство доведува до обезност, а консеквентно на тоа и појава на ред други болести. Кога спомнавте непланираната бременост, за жал морам да кажам дека еден податок, заборавив да го кажам во претходниот дел, дека дури кај возрастната популација, кај нас во статистиката кажува дека над 60% не се планира бременост, односно се случува случајно и кај оние кои што се во брак. Така што адолесцентите или новата генерација се тие кон кои што ние треба да се свртиме и мислам дека во одлично време се сите овие кампањи и за планирање на семејство и за здрава исхрана, затоа што свесноста мора многу порано да потикнеме за сите оние превентибилни ризик фактори, меѓу кои што денеска водечка е нели тема обезноста. А фактот дека е голем ризик фактор е потврден, како што спомнавте, и за менструалните нарушувања, ако веќе се свртам само кон женската популација, и за евентуалното оттежнување на забременување или неквалитетот на јајцеклетките. Што значи тоа? Дефинитивно во случај на прекомерна телесна тежина се случуваат ред метаболни нарушувања кои што доведуваат до продукција на одредени хормони, особено од масното ткиво, кои што ја нарушуваат таа стероида, да речеме генеза, односно ја нарушуваат основната оска на централниот нервен систем, кој што ги контролира точно овие таргет органи, одговорни за развојот на таа јајцеклетка, одговорни за менструалниот циклус или, ако сакате понатаму, и за забременување. И на квалитетот на јајцеклетката и на приемчивоста на ендометриумот делува дебелината, односно прекомерната телесна тежина, со конверзија на сите овие хормони кои што во случај на зголемена телесна тежина се продуцираат. Понатаму, ако одиме на прекомерна телесна тежина, која што е и над, многу повеќе над нормалната, имаме и андрогенизација и ред други нарушувања кои што водат и до таа инсулинска резистенција, кој што може да биде да се надоврзе на тој метаболен синдром, за кој што денеска, колку што јас имам податок, ако ги гледаме сите 5 лека на дневно ниво кои што се користат во нашата држава, лекот кој што се користи токму за овој синдром е број 1 лек. Ако сакате да идам и понатаму, втор лек кој што се користи во нашата држава на дневно ниво, повторно потенцирам, е лекот за едно ментално расстройство, лесно ментално расстройство, кој што исто така е поврзан со овој фактор, ризик, би рекла дебелината, и сметам ако
ние дневно во популацијата имаме две болести кои што се поврзани со еден превентибилен ризик фактор, како што е дебелината, многу порано треба да работиме, многу порано, и фамилиарните доктори и педиатрите на оваа тема, за да понатаму последиците кои што вие ги гледате во асистирани репродуктивни техники, кои што јас ги гледам во текот на бременоста, не ги гледаме толку често. И морам да кажам, размислувајќи вчера на темата колку адолесцентите се со прекомерна телесна тежина кај своите деца, вчера побарав податок дали во нивното најблиско окружување има и колку има кои што имаат прекомерна телесна тежина. Нивниот одговор беше дека многу малку, во проценти 2 до 3%, се деца кои што имаат прекомерна телесна тежина, тоа се веќе адолесценти, тука 18-19 години, и главната причина вака анализирано беше затоа што тие се многу физички активни, споредено со генерацијата во која што јас растев или во која што и денеска јас живеам. И сметам дека особено важен податок е покрај исхраната и таа физичка активност која што тие денеска баш ја практицираат, ако можам да кажам, и делуваат и на своето ментално здравје и на здравиот начин на исхрана. Или обратно, ако не ја практицираат, мислам тоа што го кажувате во научни студии, дека најчесто оние кои што имаат сега со мобилните телефони, значи цело време се седи, не се спортува, меѓутоа доколку нема култ спрема спортот фактички во општеството и тоа седењето пред телевизор или пред лаптоп или пред мобилен и јадењето устоа, значи тоа веќе не е оброк, тоа е некое грицкање измеѓу помалце порано е контра овие ставови. Татјана што ја каже, имаше стави дека треба да седе цело време помалце. Сега доаѓаме до тоа дека треба да се јаде можеби 3 пати во денот. Сега има и други школи кои што викаат дека со тоа периодично фастирање, значи периодично гладување, исто така е еден од начините што позначеви. Имаме различни компоненти во однос на исхраната, меѓутоа мислам дека сите ќе се усогласиме дека физичката активност, и тоа преска го зборевме, некои 150 минути барем неделно, тоа е минимумот, треба да има секој од нас за да спадне во таа група која што сепак и ги троши своите резерви, меѓутоа и ги користи другите бенефити од спортот. Не само тоа да намали телесна тежина, него и воопшто да го изгради, како што рековте вие, мускулната маса, градбата на коските, структурата на коските, па да кажеме и менталното здравје, затоа што и научно е докажано дека пешачењето и спортувањето влијаат и на менталното здравје, односно помалку има шанси да западнат во своевидни, да кажам, ментални состојби, дали е тоа депресија или анксиозност или било што, едноставно организмот веројатно лачи ендорфини при секое вежбање и плюс целиот организам на некој начин функционира како што треба. Во однос на полицистичниот оваријален синдром и на начините како да се справиме, тука знаеме има храна со висок низок гликемиски индекс, со да кажеме лекови, супстанци што подобруваат инсулинската, односно намалуваат инсулинската резистентност, значи ја подобруваат сензитивноста. Што би биле тука препораките од ваша страна како нутриционист? Па вака, од нутритивна гледна точка, исто така синдромот на полицистични јајници, ние го декларираме како воспалителен процес. Тука би ги спомнала и нуспојавите, како што се дијабет тип 2, висока осетливост на инсулин, би ја спомнала депресијата и анксиозноста и така натаму. И секогаш ние тука препорачуваме намирници кои што навистина ќе делуваат конкретно на овие состојби. Кога спомнуваме гликемиски индекс, тоа е брзината со која одредена храна го качува нивото на шеќер во крвта и тука особено игра улога. Секогаш ги препорачуваме намирниците со понизок гликемиски индекс или ако гледаме од скала од 1 до 100, тоа се намирници некаде до 50. Би спомнала првично дека месото и млечните производи немаат гликемиски индекс. Можеби некои растителни млека кои што сега многу често се во тренд да се користат, и во одредени состојби да точно ги препорачуваме, но не велам дека млекото како млеко и односно повеќе сум за млечните производи треба да бидат застапени во нашата исхрана, но кога станува збор за храна со гликемиски индекс, со низок гликемиски индекс, тука би удрила акцент на зелените плодови.
било да е овошје, било да е зеленчук. Значи, тие се навистина со толку низок гликемиски индекс, на 100 грама некад имаат 12 до 13 калории и имаат многу мал гликемиски индекс. И тие се намирници кои што многу почесто треба да ги консумираме во исхраната. Целозрнестите лебови, особено тука би дала акцент на овесното брашно, на хелдиното брашно, значи од целозрно, и доколку можеме најубаво би било во варена состојба да ги консумираме, бидејќи и диеталните влакна тука ни се нас набабрани. Брашна на кои што би требале да ги отфрлиме, тоа се рафинираните брашна, како што е белото брашно. Значи, мене лично, ако ме прашате, не да би ги ограничила, и би ги забранила производите од бело брашно, меѓутоа, ете, понекогаш треба да бидат составен дел во исхраната, но доколку земеме некоја намирница која што има висок гликемиски индекс, треба да знаеме и ние како да го облажиме тој гликемиски индекс. Пример, многу атрактивни се, многу лесно достапни се оние оризови галети, кои што се намирница со доста висок гликемиски индекс, од прилика од 75 до 80 во зависност како фори се користен за нивно добивање. Па би кажала дека тука треба да ставиме соодветен протеин и соодветни масти. Па, например, доколку сакаме една таква галета да изедеме, тука секогаш ни се јаткастите плодови, или би можеле да го искомбинираме сето тоа со некој путер од јатки, каде што ќе добиеме и протеини, ќе добиеме и квалитетни масти. И врз сето тоа да би додале малку црвено овошје, ние ќе добиеме побогат антиоксидативен капацитет. Односно, антоцијаните кои што се содржат во црвените овошји и зеленчуци нас не штитат од слободните радикали и вакви воспаленија, значи и во состојби на вакви воспаленија многу полесно може да се изборат со состојбите. Поради тоа, исхраната по гликемиски индекс, јас би кажала дека има многу голема улога во синдромот на полицистични јајници. Сега, ако денешната тема е обезитет и дебелината, морам сепак да ве прашам и за другата крајност која што постои, за таа неухранетост, односно тие состојби кои што доведуваат до изгладнување, да кажеме, односно овие пациентки, односно личности кои што се со крајно нарушена фактички тежина во однос на другата страна. Вака, значи, подхранетоста или конкретно состојбите на анорексија и булимија, јас би ги поврзала најчесто со адолесцентниот период. Адолесцентниот период го сметаме како транзиционен период. И тука семејството, според мене, пред се игра многу голема улога, бидејќи детето е во онаа состојба кога сака да се одвои од дома, кога сака самосталност, кога некои други работи му се приоритет. А од друга страна, пак свесноста за телото, најчесто девојчињата ја добиваат многу рано. И тука што правиме? Гледаме да се наметнеме на друштвото, гледаме значи што ни пласираат социјалните медиуми и така натаму, и тука е оној момент каде што се прекршува и многу често се оди во екстремно нискокалорични диети, односно на прегладнување. Како би требало тие да се справат, односно еве и родителите, меѓутоа и самите овие личности што се со неисхранетост, како тие да се справат? Каков тип на храна, да кажеме, треба да употребуваат, како да се исхрануваат за да полека се вратат, да кажеме, во оној нормален баланс? Вака, ако ние знаеме дека тоа се психолошки нарушувања, јас би кажала дека во нивното закрепнување или соочување со овие состојби учествува тим на стручни лица. Значи, нутритивната поддршка секако игра многу голема улога. Но, они се соочуваат со многу поголеми психолошки состојби. Значи, тука јас би ја кажала на храна која што го лачи серотонинот, односно намирници богати со триптофан, кои што се подлога, нели, за по соодветно лачење на серотонинот. Како што ги спомнавме и преска, тоа се омега-3 масните киселини. Тоа се пилешкото и мисиркиното месо. Меѓутоа, они едноставно одбиваат храна. Они прво треба да се убедат дека треба да консумират. Сликата за сопственото тело да ја променат, значи да се чувствуваат малку вредни и да имаат волја едноставно да направат нешто за себе. А сега да се вратиме пак на овие обезните пациенти. Дали не мислите дека еве и тие поминуваат низ некој процес кај што бараат психолошка поддршка? Апсолутно. И двете состојби. Ја кога ја гледам оваа страна дека треба од сите мултидисциплинарно да добие пристап, веројатно и овие што се обезните со поголема
поголем body mass index над 30-35, тоа веројатно секако составен дел би било не само исхраната, хигиена, диететскиот режим, него веројатно и работата на нивното психолошко здравје. Дефинитивно и двете состојби се поврзани со состојбите на умот, јас така би рекла. Значи тука имаме и во обезноста имаме ние состојби на анксиозност, на ниска самодоверба и така натаму, психолошката поддршка и тоа како е значено. И тука имаме храна која што ни е потребна за да ни го поттикне лачењето на серотонинот. Мислам, професорке Преска, спомнавте во еден момент во нашиот неврзан разговор пред овој подкаст дека и таквите психолошки моменти влијаат исто негативно кај бремените жени во однос па и на нивните прегледи редовни. Апсолутно. Кај пациентките, убаво кажавте, дебелината или прекомерната телесна тежина не е личен избор на живот. Тоа е една состојба која што понекогаш ги води во таа самоизолација, во поретки превентивни прегледи, во испуштање на одредени контроли и таа самодоверба секако се намалува и секако дека треба различна поддршка или мултисекторска поддршка. Не сме ние доволни со нашиот совет, како кажам, независно дали вербално, дали во извештај, да и помогнеме со една реченица со тоа што ќе кажеме дека таа треба да се поправи само 9 килограми или само 12. Секако треба да и се понуди и друг експерт од областа за да може да понатаму соработува и да ја одржува во тој, да речеме, начин на живот кој што таа би требало да го смени. И искрено морам да кажам дека барем во бременоста огромна е волјата на жената. Секогаш емотивно пристапувам, морам да кажам, и кон тие пациентки, и посебно емотивно, затоа што знам дека се тие малку пофрагилни, кога веќе ќе добијат уште една диагноза, а тоа е дебелина во бременост или хипертензија во бременост како резултат. И сметам дека иако сите тие фактори не линеарно влијаат за компликациите, не можам да кажам дека само кај пациентките кои што имаат зголемена телесна тежина ќе се јави притисок во бременост, гестацијски диабет, секако има и генетски влијанија, има и други фактори кои што влијаат, затоа и нелинеарно се поставува дебелината. Во некои случаи можам да кажам дека и одбегнувањето на прегледите, кое што пак е поврзано со тоа психолошко здравје или со тоа психолошко одбегнување кон одење во некоја здравствена институција за да не се добие диагнозата или за да не им се посочи дека тие се со зголемена телесна тежина, можеби најмногу влијае да се јават овие состојби, па да се јават и некои потешки состојби како карциноми, кои што статистички гледано исто така одредени типови на карциноми се поврзани со дебелината како фактор ризик уште повеќе го зголемува ризикот и од определени карциноми. Апсолутно. Во поглед на женското здравје, па еве и кај мажите се смета како најчест карциномот на дојката и карциномот на простатата кај мажите се во голема корелација со дебелината. И истражувањата укажуваат на тоа дека особено карциномот на дојка или од гинеколошките карциноми, карциномот на ендометриумот се во голема поврзаност или гледано кон масата на пациентки кои што имаат обезност или прекомерна телесна тежина, некаде 3 пати е поголема веројатноста да се јави кај тие пациентки карцином во споредба со пациентките кои што имаат телесна тежина во нормални граници. Дури постојат и одредени класификации дека секое зголемување, особено во менопаузалниот период кој што е најосетлив за да жената добие зголемена телесна тежина, токму поради тој хормонски дисбаланс кој што се јавува, а многу често не е регулиран со хормонска терапија, да во тој период сите тие фактори, особено дебелината, се еден ризик фактор да секое зголемување на плюс 5 килограми води до поголем ризик за појава на овие карциноми. Дополнително, секако и кардиоваскуларните болести и сите оние пробрдни заболувања кои што ја следат бременост. А дали во однос на Татјана, во однос на исхраната и карциномите, да кажем, и појавата, меѓутоа и во третманот на пациентки кај што е откриен дека постои карцином, има некои специфики во однос на нивниот нутритивен внес или да кажеме одредени супстанци, пак ќе речам, некои одредени состојки што би влијале позитивно на заздравувањето, да кажеме, после карциномот? Дефинитивно, значи прво да знаеме со каков вид на карцином се соочуваме. Кога станува збор за конкретно, како што ја спомна докторката, карциномот на дојка, значи тука препорачуваме многу попротеинска храна и храна богата со фитоестрогени.
Бидејќи сепак станува збор и за дисбаланс во некои хормони. Што би рекла за популацијата заболена од карцином? Значи, нив им треба лесно дигестибилна, високопротеинска исхрана, која што многу полесно ќе им помогне да ги поминат оние состојби каде примаат хемотерапија, каде што сепак од една страна нема да изгубат нутритивен состав, а од друга страна истата таа храна ќе им дојде ќе им даде сила, ќе им даде енергија, затоа што всушност клучната улога на храната е да се добие енергија. Па поради тоа би кажала дека тие пациентки не смеат мускулно да паднат, односно протеините играат многу главна улога и лесно дигестибилните намирници, кои што нема да го отежнат варењето, односно на организмот нема да му биде тешко да ја преработи таа храна. И тука навистина би дала акцент и на онаа храна која што има појаки бои, да речеме. Значи, каротеноидите би ги спомнала, значи како многу големи антиоксиданти кои што токму во овие состојби треба да бидат составен дел. Па тука се морковот, тиквата, црвената пиперка, зелената пиперка, сиот зеленчук, значи тука би ги спомнала и крстоцветните зеленчуци, брокула, карфиол, бидејќи не само што содржат диетални влакна, тие се и навистина богат извор на протеини. Преска спомнавме антиинфламаторна храна, се ова е како антиканцерогена храна или како? Во главном ние секогаш кога има воспаление делуваме антиинфламаторно. Меѓутоа секоја состојба за себе си има па и одредени специфики кои што сакаат малку повеќе да се насочим. Например, во однос на кога некој прима хемотерапија, кога ги има тие мачнини и тегоби во желудникот, ние не можеме да го оптеретиме со некоја храна која што ќе му бара повеќе енергија за варење на таа храна. Заради тоа тука би ставиле повеќе акцент на чорби, на супи, меѓутоа составот да биде или некогаш па ја препорачувам и она полутечна исхрана. Значи каде што е динстано, каде што е блендирано, каде што е варена храната, затоа што навистина таа храна им е потребна токму во тие состојби особено кога примаат хемотерапија. Значи да биде нешто полесно сварливо, а од друга страна нутритивно богато. Дори тогаш некогаш и препорачувам и месото само да се динста. Односно да биде изблендирано, да можеме полесно да помине низ дигестивниот систем. Пациенти ние ќе им го скратиме шеќерот, нели викаат шеќерот ги храни клетките на ракото, ќе скратиме, ќе дојдеме они сами по себе веројатно и ќе влезат во процесот на слабење. На слабење дефинитивно. Значи зашто велам храна која што содржи протеини? На нашето тело протеините многу подолго време се задржуваат во желудникот, им треба подолго време варење и од друга страна, значи ние сме подолго време сити. Заради тоа се дава толку голема улога или толку голем акцент на храната богата со протеини. Да се навратиме на уште еден сегмент од ова сексуално репродуктивно здравје. Како мислите дебелината како феномен, како влие на машкото и женското сексуално здравје? Кои се, да кажеме, очекувањата? Дали може би влие на самодовербата, дали може би влие на еректилната дисфункција, дали може би влие на либидото? Какви се сознанијата медицината што ги знае од тој аспект? Дефинитивно, јако најмалку се зборува за тоа, но сепак па ние сме можеби една група на лекари кои што и таквите проблеми за интимното здравје или сексуалното здравје, како сакате, ги добиваме како прашања, како дилеми и факт е дека и кај жената, и кај мажот влијание има обезноста, дебелината, знаејќи го нивото на хормони кои што се случува во тој период, намаленото ниво на тестостерон, зголеменото ниво на естроген, влијанието на либидото, немањето на самодоверба, сите оние измешани, ако можем да кажеме, емотивни интеракции за тоа како изгледа моето тело и таа немање на самодоверба секако дека има влијание. Може би жената искрено во нашиот свет некако е поприфатливо да треба да одржува идеална телесна тежина или обратно, на жената помалку и смета ако мажот има зголемена телесна тежина во однос на интимниот живот, меѓутоа не мислам дека со тоа ќе се сложи и мажот. Дефинитивно
има влијание и има некоја дисфункција или ако сакате и еректилна дисфункција и некои проблеми кои што се докажани дека постојат во случај на конверзија на овие хормони. И мислам дека не е доволно само да се трудят и едниот и другиот да ги надминат сите овие потешкоти, туку решавањето на проблемот со дебелината секако дека ќе го со тој проблем ќе го надминат и проблемот кој што би го имале во интимното здравје. Пак ќе кажам, многу помалку се зборува, можеби во раната возраст, адолесцентите или младите многу повеќе ќе се отворат на оваа тема, а искрено сметам дека ако сите одиме и тежнеме кон тоа здраво старење, дека и интимниот живот и сексуалното здравје особено се важни за да можат нормално и здраво да функционираат и мажот и жената. А дали, например, мислите дека согласно трендовите, нели се викате, жената мора да иде во тренд во некои форми, да изгледа идеално, да вежба, да се исхранува, тука имаме еден трансфер во исхраната, без да реално може би има потреба према вегетаријанство, према веганство, према да кажам, метнување некои новини во исхраната од различна од секојдневието за, да кажам, нашето поднебје. Па вегетаријанството и веганството некогаш беа сметени како алтернативни начини на исхрана кои што се даваат според одредена здравствена состојба во одреден период. Меѓутоа денеска тоа е веќе навистина начин на живење. И би кажала точно дека женската популација многу повеќе посегнува по вегетаријанство и токму во оној период транзиционен или адолесцентен период кога она не е задоволна едноставно од својот изглед. И прв чекор кон прибегнување на вегетаријанство е дека може да се консумира храна во изобилие, да не се ограничува, а сепак да не влијае на телесната тежина. Можеби за одредена жена вегетаријанството би било правилен избор, меѓутоа кога станува збор дека сака да стане мајка, веќе тука е ризик. Затоа што и онака вегетаријанците и веганите се соочуваат со дефицит на одредени витамини, особено во периодот на бременоста не би требало да го практикуваат. Токму поради дефицитот на витамини и автоматски тој дефицит како би влијал на плодот. Јас тука би дала акцент, меѓутоа вегетаријанството и веганството, колку и да потенцираме дека е здрава храна, односно растителната храна ни нуди ни за предности, сепак тука имаме дефицит на одредени нутриенти, бидејќи месото, веќе го спомнам, како намирница, она е составено од доста аминокиселини, кои што му се потребни на нашето тело за изградба на одредени системи. Па поради тоа, не би се сложила дека вегетаријанството и веганството се некоја добра опција доколку сакаме фит да изгледаме или здраво да се храниме, затоа што пак во овој период јаглехидратната храна доминира. Сепак и мешунките содржат одреден шеќер. Многу често кога сме гладни, а сме веган, посегнуваме по леб и намирници слични на лебот и така натаму. Поради тоа некако не би се баш сложила дека е секогаш правилен избор. Дали вие мислите, професорке, во однос на се ова што претходно го наброивме, можда нешто не докажавме во однос можеби на превентивата од карциномите, слабењето или во однос на она што вас кој ќе ви дојде како доктор, независно дали е бремена пациентка или не, према кој би бил вашиот став и да кажеме вашето советување према таа пациентка, како би ја советувале за да направите најдобро што може за нејзиното, да кажеме, сексуално и репродуктивно здравје, па и заштита од карциноми. Вака, ние сме само една група лекари кои што би ја сретнале пациентката која што има зголемена телесна тежина и мојот став е дека на секој преглед пациентката треба да биде впишана со дијагнозата која што постои, веќе има класификација, прекомерна телесна тежина и мислам дека со тоа првиот аларм ќе се вклучи на пациентката. И ако секој од нас, вклучувајќи и нас кои што се грижиме за сексуално репродуктивно здравје и ги укажеме сите ризици на еден фин начин со тоа што ќе посочиме дека секако долготрајното менување на начинот на живот, а не краткотрајните диети или прибегнување кон еден тип на исхрана во 3 месеци само за да привремено се ослободи од 5 или 6 килограми,
и укажеме лето, дека на се плажа. да, пример од февруари до јуни, како што вообичаено знаеме дека жените се оптеретени да почнат и да завршат, односно да бидат идеални за на плажа во тој период, сметам дека подолготрајното решавање на проблемот, односно менувањето на начинот на живот, дека е решение, затоа што таа влегува од една во друга фаза. Од репродуктивна, понатаму оди во фаза перименопауза, па оди во менопауза, па ако сакате и во постменопауза. Сметам дека секој е важен период за жената и за здравјето и сите овие кои што ги набројавме на неколку нарушувања, од менструални нарушувања до метаболен синдром, до забребенување и тешкоти пред, после и во тек на породување, а уште повеќе во менопауза и карциномите кои што ќе следат, а има во исто време еден фактор ризик многу превентибилен, а тоа е дебелината. И ако ја укажеме многу јасно дека кога би го решила, ама трајно, не за до лето, па до следно лето повторно да треба да го решава, на начин во консултација со соодветен терапевт, нутриционист, диабетолог, како сакате, мислам дека сите ние ќе добиеме една поздрава жена, едно поздраво општество, во кое што и семејството многу повеќе во иднина, затоа што сметам дека е најважниот ланец, ќе води сметка, ако една здрава жена која што нема обезност се храни здраво, голема е веројатноста дека децата нејзини ќе се хранат исто така здраво и понатаму да не ги набројувам сите останати во нивното обкружување. Така што сметам дека како лекари имаме големо влијание, ние сите, особено ние кои што се грижиме за здравјето на жената и дека може многу да направиме, а искрено ценам дека ваквиот тип и ваквиот пристап сега низ професионалните организации обраќајќи се кон нив, сметам дека треба да е што почест, појасен, за да може да влијаеме на еден начин на таа свест на јавното мислење. Да, треба сите сегменти и образованието на децата во училиштата, па до поголема активност во спортскиот живот, па до можеби и забрана на функционирање на некои продукти во определени временски периоди, да се створи една клима за здрава исхрана, односно за здрава телесна тежина. И всушност целта и на овој подкаст е малце да го приближиме тоа на едноставен начин преку вас како, да кажам, денешни говорници, за да го приближиме за да сите разберат дека во тоа всушност на едноставен начин, мислам, ние знаеме и други фактори на ризик, имаме и пушење на цигари, консумирање на алкохол, дроги, загаден воздух, конзервирана храна, користење на разни други, да кажеме, недобри навики, сепак овој дел нашиот е да потенцираме што све прекумерната телесна тежина може да донесе. Сега, пошто тоа очигледно е проблем и имаме тренд на зголемување и свесноста ќе паѓа, дали мислите дека со модерните технологии, например, со апликации некакви пошто постојат такви, со некои онлайн тренинзи, едукации, советници, дали мислите дека тоа може за да се опфати таа голема група на луѓе, можеби тоа ќе има соодветно влијание, дали сега има или можеби се повеќе во иднината? Ќе има влијание доколку знаеме и прифатиме со што се соочуваме. Доколку дебелината ја прифатиме како проблем и да се бориме против неа, и така ќе има влијание. Тоа се само некои алатки кои што можат да ни помогнат. Меѓутоа, нутриционистичкиот пристап е и како важен и нека не се плашат. Даваме да напол, нека не се плашат, никој гладен нема да остане, бидејќи прво е стравот дека ако се оди кај нутриционист, не знам какви рестриктивни диети ќе ни даде, ние ќе бидеме гладни. Не е така. Значи, намалувањето на телесната тежина и оние килограми што ќе ги изгубиме, јас гарантирам дека не можат да се вратат само со правилна редукциона диета, односно да го процениме моменталниот калориски внес и да одиме со постепено намалување на калориите и промена на одредени навики на живењето. Значи, она што ќе го процениме дека не е корисно, постепено да го отстраниме. Значи, ова не е едноставен и лесен процес, како што кажавте, неколку месеци да се решиме од килограмите и после пак да си се вратиме на старите навики. Значи, ова е постепен процес со постепени навики во исхраната, со постепена редукција на одредени намирници, да ја постигнеме целта и тие килограми да не можат да се вратат, а ние од друга страна да сме стекнале здрави навики кои што ќе ги носиме понатаму во животот. Да.
И всушност може мислам дека ќе се согласиме сите дека нема идеална тежина, идеални пропорции, се е на некој начин во денешното време индивидуализирано, затоа што ние сите по својата генетика сме различни, не треба тенденцијата да биде према некој идеал универзален, меѓутоа према идеал во однос на сопственото тело, сопствената тежина, сопствената конституција, нешто што на крајот на криштата балансот хормонален ќе носи и некаков си ментален баланс, а во исто време ќе на некој начин спречиме многу компликации поврзани, рековме, и со сексуалното здравје, и со бременоста, и со карциномите, така да тоа е, драги мои, еден процес кој што ќе потрае долго време. Меѓутоа во секој случај сите оние кои што го слушаат денешниот подкаст може да се обратат и да добијат соодветна помош и во нашата институција, меѓутоа и кај својот матичен лекар и кај останатите, рековме, профили и нутриционисти и психолози, психијатри кои што можат да ги наведат да го отпочнат овој пат за да ја регулираат својата телесна тежина и да живеат едноставно здрав живот. Па ви благодарам на двете за денешното гостување и мислам дека сигурно ќе има многу прашања, а можеби и потреба ова да се доелаборира и да се повтори уште еднаш. Ви благодарам. Благодарам.